Почна да се применува така наречениот израелски модел, согласно насоките од правилникот кој се донесе по измените на Законот за заштита на потрошувачи. На интернет страните на дел од поголемите маркети може да се забележат ценовници во кои точно се наведени тековната продажна, единечна цена, опис на производот, неговата достапност, а доколку има промоција и цената со попуст и важењето на акцијата. Ценовник имаат за секој продажен објект одделно, а доколку има измени на цените, истите ќе треба да се ажурираат секој ден до 10 часот наутро. Од проверката која ја направивме, засега еден од поголемите ланци на маркети остана глув на новите законски измени. Кај одредени маркети ценовниците на веб страните стојат, но не се целосни, односно во фаза на изработка, а има маркети кои воопшто и немаат веб страници. Граѓаните кои денеска пазаруваа велат слушнале за новата мерка, но не ги отвориле онлайн ценовниците. Сметаат дека со ова ќе се зголеми конкуренцијата и ќе се намалат цените, но има и такви кои велат дека тоа ќе биде само губење време. Искрено да ви кажам не, меѓутоа еве и да ги имаат објавено. Прашањето е дали и во ова компјутерот ќе бидат истите цени. Оти се случуваше на тезга едно, а во компјутерот и даваа друго. Ќе почнеме да отвараме, да проверуваме во секој случај, да. Проверуваме, не ги знаеме цените, пазариме ностоп, а уште да проверувам на веб страна. Тоа е губење време. Ако не интересира нешто, да. Да, може да ќе проверуваме. Може би ќе проверувам. Кај да влезеш, ќе требаат пари, без пари ништо не добива. Вчера преку соопштение од Стопанската комора на трговци на големо и мало побараа од надлежните пролонгирање на рокот, а на таа тема ќе разговараат и на состанокот кој ќе го имаат идната недела со Министерството за економија. Ресорниот министер Бисер Дурмиши вели, трговците имаа рок да се прилагодат, инспекторите ќе контролираат. Трговците има време 45 дена да се прилагодуваат или да се согласат со законот. Идната недела јас ќе отварам состанок, ќе ги слушам нивните барања, нивното образложение и ќе ги кажам нашето образложение зошто овој закон стапи на сила и зошто треба да биде функционален. Државен пазарен инспекторат според своите надлежности ќе биде на терен, ќе гледа каде е спроведен овој закон или не е спроведен и ќе стапи според своите надлежности. Покрај маркетите, бутиците, продавниците за бела техника и играчки, обврска јавно да ги објавуваат цените имаат и аптеките, од каде вчера побараат целосно нивно изземање од правилникот, а на стартот на новата мерка најголем дел од аптеките немаат објавено ценовници на веб страните. Ослободени од оваа обврска се само оние трговци кои имаат до 10 вработени, а оние кои нема да го почитуваат законот, предвидени се казни и до 10.000 евра.